Денес, почитувани, добив една посебна инспирација да зборувам за Светиот Дух. Целта на оваа тема е обид да дојдеме до подобро разбирање и сваќање за Бог Светиот Дух, кој ни се откри преку неговиот збор Библијата, или како што некои велат Светото Писмо. И затоа што Светиот Дух е целосно Бог, би било невозможно да дадеме целосна прегледност на оваа тема. Затоа ќе кажам неколку нешта за Светиот Дух, за кој секој верник треба да биде свесен и да знае. Ќе почнам за личноста и природата на Светиот Дух. Потоа ќе кажам нешто за неговите главни активности. Како прво, делото или работата на Светиот Дух. Делото или работата на Светиот Дух е манифестација и активно присуство на Бог во овој свет, а особено во црквата. Светиот Дух е Бог, присутен и активен во животот на секој верник. Кога зборуваме за Светиот Дух, треба да имаме предвид дека делото на Светиот Дух во целост е далеку над нашата способност. Но ќе спомнам 10 нешта или работи што Светиот Дух ги прави во верникот и општо. Како прво, Светиот Дух е дух на откровение. Ова е премногу важно. Библијата е исполнета со настани кои јасно укажуваат за Светиот Дух, кој активно действува и работи. Всушност, една од клучните улоги што ги одигра Светиот Дух беше откровението во поглед на Писмото. Во второто Петрово писмо, првата глава, 21 стих, не уверува и ни дава на знаење дека Писмото или Библијата не е од човечки идеи, не е создадена од човек. Еве што вели апостол Петар. Зашто ниту едно пророштво во Писмото никогаш не дошло по човечка волја, туку Божите луѓе зборувале поттикнати или вдахновени или инспирирани од Светиот Дух. Светиот Дух целосно ни го дал Писмото за читање. Тоа значи дека една од неговите примарни улоги е во областа на откровението. Без вакво откровение ние не би знаеле ништо за Бог. Се што е запишено во Библијата од почетокот до крајот е Божјо надприродно откровение. Ова е премногу важно. Зошто? Затоа што мнозина мислат дека Библијата е човечка творба, дека луѓето ја измислиле, пишувале и напишале некое дело. Меѓутоа, Библијата е целосно Божјо вдахновено писмо, од Бог инспирирано. Авторот на Библијата е Бог. Како второ, Светиот Дух ни дава уверение или убедување. Што значи тоа? Во Евангелието според Јован, 16 глава, 8 стих, ни кажува дека Светиот Дух го укорува или обвинува или го осудува светот за неговиот грев, за праведноста и за судот. Во оригиналниот јазик овој збор укор или обвинение значи да се осуди или да се докаже неговата сигурна вина. Но интересно е да се спомне дека ја носи со себе идејата за помирување, односно Бог Светиот Дух ни го открива нашиот грев и не осудува за тоа. Ни покажува колку сме неправедни и не предупредува на предстојниот суд. Затоа што тој не љуби и не сака. Тој сака да бидеме во заедништво со Таткото преку Исус, неговиот Син. Што значи? Ја носи идејата за докажување на вината, но истовремено и за помирување со Бог, со Него. Како трето, Светиот Дух ги повикува грешниците. Светиот Дух е активно вклучен во упатување покана на сите луѓе од овој свет. Да, велам сите, затоа што Библијата во Јован 3:16 јасно вели, зашто Бог го возлюби целиот свет и го даде својот единороден Син за тој истиот свет. Тој ги повикува да дојдат и да поверуваат во Исус Христос. Преку Бог Светиот Дух, луѓето можат да го видат својот личен грев, каков што е, па дури и да се согледаат дека навистина се многу отпаднати од Бог. Дали забележувате често пати употребувам зборот Бог Светиот Дух, што значи Светиот Дух е Бог. Со тоа согледување
Можат луѓето да сватат дека се поканети милостиво и дека треба да одговорат на оваа милостива понуда за простување на нивните гревови и за вечен живот во Исус Христос. Без делото на Светиот Дух, никој од нас не би сакал да стане христијанин. Дури да сака и да се обидува, тој нема да сака, бидејќи без Светиот Дух не може да стане христијанин. Библијата не уверува во Римјаните 3 глава дека нема ниту еден праведен, нема баш ниту еден кој би сакал да го бара Бог. Светиот Дух е оној кој не повикува да дојдеме и да одговориме на Божјата покана. Светиот Дух е тој што ни овозможува да се видиме себе си токму такви, какви што сме создадени или какви што сме грешници од Адам, наследници на гревот. И не повикува да му дозволиме на Исус да не промени и да не направи нови созданија во Него и преку Него. Како четврто, Светиот Дух влијае на нашата обнова или промена. Библијата ни кажува дека Духот не обновува или не прави нови созданија во Исус. Во Евангелието според Јован, 3 глава, Исус му рече на Никодим дека тој мора повторно да се роди, одново од озгора од небото. Еве што му рече Исус. Вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Божјото царство. Што е родено тело, тоа е тело, а што е родено дух, тоа е дух. Светиот Дух е тој што влијае на оваа ново раѓање, во животот на оној што верува. Всушност, Библијата ни вели во Римјаните 8 глава 10 стих дека Светиот Дух дава живот. Божиот Дух дава живот. Тој обновува и променува се од коренито. Еве за кој стих станува збор. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Кога Светиот Дух ќе дојде во тебе, тој те прави мртов за гревот, а те оживува за правдата. Како петто, Светиот Дух живее во верниците. Некои учат дека постои втор благослов на Светиот Дух. Меѓутоа, не постои втор благослов, каде што треба постојано да се молите за да го добиете Светиот Дух, откако веќе сте спасени. Тој се дава еднаш за секогаш, зашто во Ефесјаните 1 глава 13 и 14 стих ни се вели или ни кажува дека во моментот на спасението Бог го всадува својот дух во нас како негов печат и како негова собственост и уверување дека ние сме негови и дека тој никогаш нема да не остави. Колку е важно да се знае тоа. Всушност, во Римјаните 8 глава 9 стих Библијата ни тврди дека ако го немаме Светиот Дух, ние не сме спасени. Еве што вели. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божјиот Дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот Дух, тој не е негов. А во 1 Коринќаните 6 глава 19 стих апостол Павле ни вели дека нашите тела се храм на Светиот Дух или живеалиште, пребивалиште на Светиот Божи Дух. Од моментот на нашето спасение, ние го имаме Бог во нас. Тој е присутен во нас преку Неговиот Дух, а тоа е Светиот Дух. Како шесто, Светиот Дух ги учи верните, ги подучува. Во Евангелието според Јован 14 глава 26 стих, Исус вели дека Светиот Дух ќе не научи и ќе не подсети на се што поучувал и дал заповеди на Неговите ученици. Светиот Дух е учител. Тој ни ја покажува вистината и ни помага да разбереме зошто треба да ја почитуваме вистината и како да ја спроведеме во нашите животи. Тој ни овозможува да ја разликуваме вистината од лагата и не учи на Божите патишта. Исус сака Неговиот избран и повикан народ, црквата, да ја знае целосно вистината и да стане дел од нивниот живот. И не само дел, целосно да бидат опфатени со Светиот Дух. Не само дел, целосно опфатени со оваа вистина. Исус во Евангелието според Јован, 16 глава 13 стих, вели вака. Кога ќе дојде Духот на вистината, тој ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува само од себе, туку ќе зборува тоа што ќе чуе.
Колкава ли е таа привилегија за оние што веруваат во Исус? Божите вистини ќе ти станат твои вистини и ќе бидеш вистински сведок. Не е чудо што апостол Павле вели моето евангелие. Тој толку се претопил како да го смета дека е тоа негово евангелие, а тоа е всушност Божјо, Христово евангелие. Но тој станал како да е поистоветен со самото евангелие, како да од него произлегува. Има ли нешто поубаво од познавањето на вистината, кога таа ќе стане се во твојот живот? Како седмо, Светиот Дух се застапува или посредува за верните. Една од службите на Светиот Дух е кога знаеме дека тој е наш посредник. Во Римјаните 8 глава се вели, исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме, како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А оној кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите. Тој тука не вели дека понекогаш не знаеме да се молиме. Туку јасно кажува дека не знаеме да се молиме како што треба. Но Бог преку Духот действува и се застапува. Неговиот Дух посредува, односно оди кај Бог во наше име, барајќи од Бог она што ни треба. Дури кога не знаеме дека ни е потребно нешто, кога не знаеме, тој се застапува за нас. Гледате ли со колкава привилегија располагаме? Ако го имаш Духот и не знаеш како да се молиш, Духот ти помага и ја пренесува твојата молба до престолот на благодата. Прекрасно, зарем не? И како осмо, Светиот Дух дава единство на Божиот народ. Во Ефесјаните 4 глава 3 стих Павле ни дава заповед да бидеме ревносни, да го зачуваме единството на Духот во врската на мирот. А во Филипјаните 1 глава 27 стих ни вели да бидеме непоколебливи и во еден дух. Потоа во Коринтјаните 13 глава 14 стих зборува за обединето заедништво на Светиот Дух за сите верници, употребувајќи ја фразата заедницата на Духот. Идејата овде е дека преку Неговиот Дух, кој живее во Неговиот народ, црквата, Бог сака да има единство во Неговото тело. Секогаш кога Божјиот Дух ги води, верните и кои се под Негова контрола, тие ќе бидат обединети во љубовта и ќе дават доказ за Неговото присуство во нас. Таму каде што е Божјиот Дух постои единство и тоа единство се манифестира со мир и љубов. 9. Светиот Дух го оспособува или зацврстува Божјиот народ за служба. Црквата во служба на Бог. Во Дела на апостолите, 1 глава 8 стих, на учениците им беше речено дека ќе добијат посебно помазание на сила, посебна можност да го продолжат делото на Божјото царство. Ова е истото што Господ го кажа преку пророкот Захарија, 4 глава 6 стих, кога рече: не со сила, ни со снага, туку со мојот дух, зборува Господ над војските. Исус рече дека без Него не можеме да направиме ништо. Што ќе рече? Без Неговиот дух не можеме ништо да направиме за Негова слава. Без таа надприродна моќ и сила не можеме да постигнеме ништо во поглед на вечноста. Светиот Дух дава сила за се, за сведочење, за живење морален, квалитетен живот, за било какви нешта, за добри дела и така натаму. И 10. Светиот Дух ги опремува верните со духовни дарови, во согласност со Божјата волја и откровение. Во 1 Коринтјаните 12 глава, во Римјаните 12 глава 6 и 8 стих, во 1 Петрово писмо 4 глава 10 стих се опишува дека Светиот Дух му дава духовни дарови на секој верник, за да го способи да биде функционален и корисен дел од Христовото тело. Ако секој верник има духовен дар, а очигледно е дека има, прашање е зошто тие не ги користат. Ете,
Гледате ли, проблемот не е во духот кој ги дава даровите, туку во верникот кој го закопува својот талент и дар, наместо да го вложи својот живот во делото на Божјото царство. Црквата ќе расте или ќе се намали врз основа на активното дело на Светиот Дух. Тој ќе тече како река низ Божјиот народ, за да исполни Божјата волја на земјата. Само доколку верникот му дава можност Светиот Дух да работи преку него. Тоа е само еден краток опис за работата и дејството на Светиот Дух. Оваа тема е многу опширна ако се земаат предвид сите точки и ако се објаснат многу подетално. Но ете, се ограничуваме и така треба да биде овде на овој медиум. Бог да ве благослови, почитувани. Бог да ве води и да ве чува од секое зло. Што значи? Прво, Светиот Дух е дух на откровение. Второ, Светиот Дух ни дава уверение или убедување за нештата. Трето, Светиот Дух ги повикува грешните на покаяние, да му одговориме на Божјиот повик. Четврто, Светиот Дух влие на нашата обнова или на нашата промена. Петто, Светиот Дух живее во верниците и стануваме храм на Светиот Дух. Шесто, Светиот Дух ги учи или подучува верните. Седмо, Светиот Дух се застапува или посредува за верните. Осмо, Светиот Дух дава единство на Божиот народ, на црквата. Девето, Светиот Дух го оспособува или зацврстува Божиот народ за служба, за служење. И десето, Светиот Дух ги опремува верните со духовни дарови и таленти во согласност со Божјата волја и откровение. Божи благослов. Амин.